Добар ден. Заедно започнуваме уште нов месец, месец август, а секојдневно заедно со вас и со секојдневните изданија на Алфа Ординација се дружиме на Алфа. Веќе се наоѓаме и во предпразнично расположение, заради тоа што утре е веќе и празникот Илинден, 2 август, но исто времено и дополнително го зголемува нашето расположение тоа што е и ова продолжен празничен викенд. Ние ќе бидеме заедно со вас, се разбира, до крајот на неделата, исто во празнично, но и работно расположение. Денеска имаме уште една тема во Алфа Ординација, која што ќе обработиме во продолжение во следниот 1 час. Веќе како наши редовни гледачи знаете дека со време трајање до 11 часот имаме можност да слушнеме нови информации, секојдневни совети и препораки од докторите кои што доаѓаат во нашето студио, а веќе вчера ви ја најавив и денешната тема што е особено важна за идните мајки. А зборуваме за инфекции во бременоста и нивниот третман, но и генерално ќе се задржиме за тоа колку е важно и што треба да се прави во текот на бременоста како една состојба и на еден убав период од животот на жената или во животот на младите родители или идните родители кои се во исчекување да се покажат во вистинска улога како мајка и татко. На оваа тема денеска во Алфа Ординација ми доаѓа доктор Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог и акушер од Аџибадем Систина. Добар ден за вас, доктор Корнелија, добро дојдовте во нашето студио. Добар ден, ви благодарам за поканата која што со задоволство ја прифатив. Добар ден на вашите гледачи. Се надевам дека со разговорот кој што следува ќе дадеме некои информации кои што се од интерес за особено за бремените жени. Така. Верувам дека дел од нив и не следат во моментот, бидејќи бременоста е една состојба која што препорачува и повеќе одмарање, нели во текот на бременоста и идните мајки треба да се штедат себе си, тоа се советите препораките кои што вие ги давате, но и секој според себе кога веќе е во таква блажена состојба, оние кои што биле мајки знаат дека нели треба да се внимава на многу работи, особено кога станува збор за внимателното следење на бременоста, доколку се појави некаков проблем или нешто што не загрижува консултација со доктори, така натака. За сите овие важни моменти ние ќе позборуваме во продолжение, но на почетокот можеме воведно да ја објасниме бременоста како состојба. Токму така, како што спомнавте, бременоста е една физиолошка состојба во која што секоја жена треба да кажеме да ужива со задоволство да ужива во тој период на бременост. Меѓутоа, од друга страна, една состојба која што предизвикува значителни промени во организмот на жената, се со цел нормален раст и развој на плодот и нормална здравствена состојба и нормален тек на бременоста и нормален успешен исход. Бременоста апсолутно не треба да се сваќа како болест и многу интересен фактот дека за да кажеме дека бременоста била нормална, уредна, со уреден тек, треба да заврши породувањето и дури тогаш можеме да кажеме дека се работело за бременост која што била условно кажано нискоризична. Значи, во секој период од бременоста, онаа бременост за која што сметаме дека е нискоризична, односно со мал ризик за некаква компликација, може да премине во високоризична бременост која што бара дополнителни дијагностички, терапевтски процедури, исследувања, се со цел подобрување на текот на бременоста и се со цел добар исход како за мајката, која што е број 1, така и за новороденчето. Така. Во бременоста постојат главни 3 тромесечија и сите тие си носат своји неопходни прегледи и испитувања за да таа бременост помине во најдобар можен ред и за самата состојба во текот на бременоста да биде под контрола и на крајот резултатот, односно продувањето на здравието и состојбата на новороденчето бидат се разбира во ред. Ќе потсетиме кои се оние последователни или редовни прегледи кои што секоја жена во текот на бременоста треба да ги направи. Така, повторно ќе кажам, кога зборуваме за условно кажано нормална бременост која што во моментот нема ризик, се предвидени неколку прегледи во текот на бременост, односно точно се знае што треба во кој период од бременост да се направи. Бременоста е поделена во 3 тромесечја, постојат веќе и со години наназад упатства за антенатална грижа која што точно прецизираат кои прегледи во кој период од бременост треба да се направат. Сите 3 тромесечја се апсолутно битни, значи целиот тек на бременоста е особено битен, е значаен и треба да се прават сите редовни контроли. Особено е важен почетокот на бременоста,
многу е добро доколку пациентката планира бременост да направи неопходни прегледи уште пред забременување, кои што ќе го намалат ризикот колку што е можно во текот на бременоста за појава на различни компликации. Особено се важни прегледите во почетокот на бременост, а нормално и понатаму. Сега, точно се предвидени прегледи кај пациентки кај кои што се работи за прва бременост, предвидени се прегледи нешто помалку кај пациентки кои што се второродки, третородки, а доколку се појави некаква компликација во текот на бременоста, тогаш се потребни и дополнителни прегледи и исследувања, како што реков, па во многу случаи ние неретко комуницираме и со специјалисти од други области, во зависност од тоа за каков тип на компликација или состојба се работи која што е откриена кај жената во текот на бременоста, па заедно го продолжуваме во следењето на бременоста, одредуваме третман, диагностички процедури и сето она што е неопходно за нормален тек. Во принцип, според упатствата за антенатална грижа се предвидени 10 прегледи во текот на бременоста во текот на нормална бременост, кај првородки, односно кај прва бременост, а во случај на втора, трета бременост се предвидени околу 7 антенатални прегледи, кои што ги прави одбраниот гинеколог, а некои од прегледите ги прават и специјалисти, односно субспецијалисти од областа што се однесува на периодот на следење на бременоста. Ова ме интересираше како подпрашање, доколку кај истата жена или мајка е втората бременост, нели секоја бременост е различна. Зошто бројот на прегледи би се намалил, например, од 10 во првата на 7 во втората? Добро, тоа се или индивидуално тоа се упатства кои што се базираат на докази, односно тоа се упатства кои што се базираат на огромен број студии и исследувања кои што се направени на огромни популации и точно имаат ниво на доказ и врз основа на тоа се препорачуваат ваков тип на прегледи. Значи нешто почесто кај правородки, малку поретко кај повеќе родки. И една работа што треба да се напомене е дека не секој преглед подразбира комплетно исследување на бремената жена. Значи точно се знае што треба да се направи на почетокот на бременоста, кај првиот преглед кога се детектира бременоста. Потоа следи оној скрининг во прв триместар што се прави до условно кажано до 13 недели, 6 денови, до 14 гестацијска недела, кога исто така точно се знае што треба да се направи. Има прегледи кои што се предвидени само да се направи, да речеме, крвна слика, анализа на урина. Битно е кај повеќето од прегледите да се направи проценка, односно да се измери телесна тежина на пациентката, да се види дали се работи за прекумерно покачување, например, на телесната тежина, која што може да го комплицира текот на бременоста. Потоа има прегледи кои вклучуваат само скрининг за инфекции, само скрининг за, например, за гестацијски диабет, шекер кој што се јавува во текот на бременоста. Има прегледи кои што вклучуваат мерење на крвниот притисок, така да не секој преглед кој што се прави, да кажеме, секој месец, ги вклучува сите анализи, туку точно се знае во кој триместар што треба да се направи. Да, и веројатно од пациентка до пациентка, односно нели од секоја жена различно, во текот на бременоста може да се определи дали треба преглед плюс или нели стандардно да се доколку има потреба се прават и дополнителни почести прегледи во зависност од состојбата на пациентката. Имаме гледач прв за денеска, да го слушнеме прашањето. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да прашам нешто. Да. Дали уреоплазна инфекција во 9-месечна бременост, значи секој месец ја имавме, може детето кога ќе се роди да добие бронхов пневмонија од тоа или септа? Добро, благодарам. Уреаплазмата инфекција во тек на бременост со уреаплазма е исклучително контраверзна тема, да кажеме. Постојат различни ставови и нема многу јасен став околу тоа дали треба да се третира и колку е успехот на третманот. Исклучително упорна инфекција е. Ние во нашата земја апсолутно постои став дека треба да се земат микробиолошки брисеви уште на почетокот на бременост, кои што вклучуваат и земање на примерок од грлото на матката, конкретно за исследување на оваа група на микоплазми и уреаплазма.
треба да се даде терапија, треба да се направи контрола и во крајен случај и доколку не дојде до лекување на уреаплазмата, доколку таа е перзистентна, што е нередок случај, многу е добро да се пренесе информацијата на педијатарот кој што ќе го прифати новороденчето, за да се превземат сите неопходни прегледи и кај новороденчето веднаш после породувањето. Еден од начините на спречување на развојот на инфекција со уреаплазма се смета дека е и одржување на нормална pH вредност на вагина, односно одржување на нормална вагинална флора, значи да се спречи онаа состојба на вагинален дисбаланс која што е исклучително честа и која што представува ризик за појава на инфекции, ризик за развој на било кои типови на инфекции, и го зголемува ризикот на асцендирање, на качување на инфекцијата од вагината кон грлото на матката, па внатре и во матката и ризик за инфицирање на новороденчето. Така да еден од начините на спречување на проширување на инфекцијата со уреаплазма се смета и одржување на нормална микрофлора. Веќе има многу препарати на пазарот кај нас со вагинална употреба на пробиотици, на млечна киселина кои што ќе одржуваат една кисела средина и ќе спречат зголемување на pH вредност, односно намалување на киселоста, за кој што исто така се смета дека е ризик за развој и на меѓу другите микроорганизми на уреаплазма. Наша денешна тема е всушност инфекции во бременост и нивниот третман. Она што воведно го кажавме е за тоа колку е важна оваа состојба. Жената сигурно се чувствува можеби еден од побавите периоди во животот и се подготвува да стане мајка, но треба да се биде исклучително внимателен во следењето на бременоста, но и се разбира до крај почитување на советите и препораките и самите прегледи кои што треба да се направат. Кога се инфекциите во прашање, кои се најчестите инфекции кои што се појавуваат во бременоста? Токму тоа се, ние велиме генито-уринарните инфекции, односно инфекциите на гениталниот тракт и на уринарниот тракт. Зошто и на уринарниот тракт? Затоа што тие и уринарниот и гениталниот тракт имаат заедничко ембриолошко потекло, се наоѓаат многу блиско еден до друг, така да една банална инфекција на уринарниот тракт може да биде и причина за несакан исход во текот на бременоста. Значи, токму поради тоа правиме скрининг на инфекции уште од почетокот на бременоста, што подразбира мерење на pH вредност на вагина, значи едноставно со лакмус хартиена лента се допира до вагиналниот секрет за да видиме дали има некаква промена на вагиналната флора, односно можеби се работи само за некаков дисбаланс и не мора да значи дека постои инфекција, меѓутоа тоа е предуслов за развој на инфекции. Земаме микробиолошки брисеви, вкупно 4 брисеви се земаат, кои што со цел одредување, односно анализа на патогени бактерии во грлото на матката, во вагината. Посебен брис се зема токму за ова што спомнавме со претходната гледачка за уреаплазма и микоплазма и уште еден брис се зема за хламидија. Доколку има потреба се прават и дополнителни анализи, меѓутоа тоа е стандардот кој што го практикуваме. Овие брисеви се земаат некад во првиот триместар до 12-та гестацијска недела. Е добро да имаме резултат од овие анализи со цел да се види дали има некаква инфекција и да се започне после тоа со третман. Апсолутно е неопходно да се направи анализа на урина, биохемиска анализа и уринокултура за да видиме дали постои некаква уринарна инфекција. Бременоста е единствена состојба кога треба да се третира и асимптоматската бактериурија. Значи, жената не мора да има никакви симптоми, меѓутоа доколку откриеме одредена концентрација на микроорганизми во урината, најчесто детектираме Ешерихија коли, ентерокок, кои што може да го нарушат текот на бременоста и исходот, така да доколку се детектираат, треба апсолутно да се третираат и да се направи контрола. Така да, овде би ја спомнала апсолутно бактериската вагиноза. Тоа е една состојба која што нема еден специфичен причинител, туку што се случува? Прво доаѓа токму до она што напоменав, нарушување на нормалната вагинална флора,
која што е неопходна за превенција на инфекции. Значи, вагината и вон бременост, и во бременост представува една бариера помеѓу матката и надворешната средина. И токму е битно и многу е битно таа микросредина да се одржува, а микросредината зависи од присуство на лактобацили. Тоа е со години, стотици години наназад докажано дека токму лактобацилите се оние неопходни бактерии кои што треба да ги има во секретот на вагината и кои што ја одржуваат нормалната флора. Што се случува кај бактериска вагиноза? Најпрво доаѓа до нарушување на оваа микрофлора, значи така наречена вагинална дисбиоза, кога доаѓа постепено до намалување на концентрацијата на лактобацилите и доаѓа до зголемување на концентрација на мноштво микроорганизми кои што де факто може да се присутни и се присутни во вагиналната флора, во оваа, пак ќе кажам, микросредина, меѓутоа се нормално присутни во многу мали концентрации, а кога лактобацилите ќе се намалат, ќе се намали нивната концентрација, доаѓа до зголемување на овие микроорганизми кои што даваат една типична и клиничка слика. Значи не е тоа дека треба да се направи некаква конкретна анализа микробиолошка. Да, добро е да се потврди и лабораториски, меѓутоа е препознатлива со типична клиничка слика која што бара третман. Бактериската вагиноза е една исто така контраверзна тема. Дали треба да се скринира или не треба. Ние со години наназад на нашите здруженија дискутираме за тоа. Дали треба да се третира, дали е ризик за предвремено породување, меѓутоа веројатно недостасуваат добро дизајнирани студии кои што анализираат оваа состојба на бактериска вагиноза од почеток на бременост и апсолутно ставот на повеќето гинеколози е дека треба да се детектира, треба да се скринира и да се третира во текот на бременост, затоа што е ризик и понатаму за накалемување на други типови на патогени микроорганизми кои што може да го нарушат текот на бременоста. Да. Сега, бидејќи споменавте дека всушност вагината представува бариера на надворешните фактори или оно што може да предизвика одредени бактериски инфекции кои што би довеле до одредени компликации или во матката, особено доколку постои плод, се разбира. Што представува причинител за намалување на концентрацијата на лактобацилите, кои што ги споменавте, што се може да биде причинител за да се наруши таа, да речеме, природна или фактичка состојба која што би требало нормално да ја има вагината за да не се случат бактериските инфекции? Така, тоа е многу интересно прашање и тоа е прашање на кое што треба да добиеме одговор и бараме одговор. Последниве години се прават и студии за испитување, молекуларна анализа, значи се прави студии со испитување и детекција конкретно на типови на лактобацили, кои соеви се најзастапени, дали сите типови на лактобацили имаат заштитна улога или не. Така да, едноставно се смета дека некои жени се поподложни на инфекции, тоа го нарекуваме ние и генетски полиморфизам. Можеби едноставно имаат повеќе склоност кон инфекции, доаѓа до полесно до нарушување на вагиналната флора. Нормално дека можеби нормално дека употреба на тампони може ќе го наруши, ќе го наруши тој нормален екосистем, меѓутоа доколку организмот може и да се избори релативно брзо да го надокнади, да ја надокнади концентрацијата на лактобацили. Зошто се случуваат такви промени не можеме да бидеме сигурни. Нормално е дека киселоста на вагината се намалува веднаш после менструалното краварење, во текот на менструалното краварење, затоа што не може во тој период да биде кисела средина. Нормално дека се променува после сексуален однос без заштита, па и со заштита, меѓутоа организмот треба тоа да го коригира во релативно брз период. Едноставно кај некои жени не може да дојде до такво коригирање и затоа ние бараме начин како тоа да се коригира.
Постојат, како што спомена, в последниве години многу препарати кои што се присутни, кои што ги има и се достапни на пазарот и кај нас, кои што содржат млечна киселина, различни типови на лактобацили, кои што се ставаат локално, а еден од начините на колонизирање на вагина е нормално и преку колонизирање на дигестивниот тракт, што може би вака кога зборуваме делува нелогично, меѓутоа предуслов за да и вагината биде населена со лактобацили е да биде и дигестивниот тракт населен со оние нормални бактерии за кои што секојдневно гледаме и реклами и препорачуваме, нели, внесување на пробиотици во исхраната, веќе ги има како додатоци и на исхрана, ги има и како суплементи, така да во случај на вакви состојби добро е да се внесуваат пробиотици и орално, доколку е потребно да се аплицираат и локално, да се аплицира млечна киселина како поддршка за функцијата на лактобацилите и еве тоа е еден од начините да се коригира, да се одржува таа нормална микрофлора. Знаеме дека имунитетот е особено важен и генерално, не само кога е бременоста во прашање, туку и за одржување на доброто здравје, како заштита од накалемување на или добивање на одредени бактериски инфекции или генерално на инфекции. А тука пак е особено важно одржувањето на добар имунитет, но кога станува збор за ризик фактори кои придонесуваат за појава на инфекции, тука конкретно во периодот на бременоста, кои ризик фактори би ги споменале? Добро, бременоста е поосетлива, нормално повулнерабилна е жената во тој период. Се случува ке пациентки во текот на бременоста да се појавуваат инфекции рецидивантни и да не можеме да ги истретираме, да ги третираме со терапија и релативно тешко да се третираат. Нормално хигиенско-диететскиот режим се советува да се избегнуваат сексуални контакти без заштита, апсолутно да се користи заштита, доколку има потреба вагинално да се аплицираат овие препарати со млечна киселина за одржување на микрофлора и да се избегнува бањање во базени, апсолутно да не во џакузи, во сладки води. Значи бришење, тоалета нормална на гениталиите за да се избегне внес на инфекции. Така да тоа се ризик факторите од аспект на генитоуринарните инфекции, кои што треба да се избегнуваат. Има инфекции или кои што даваат, како што кажавме, карактеристична симптоматологија, но има и инфекции кои што можеби бактериите не се доволно процентуално застапени за да дадат одредена симптоматологија, а сепак постојат како такви, доколку се направи испитувањето ќе биде позитивно, односно самиот резултат ќе покаже нивно присуство или појава на истите. Кога веќе има некаква симптоматологија, која е карактеристичната симптоматологија, но ние најчесто инфекции кои што ги споменавме. Значи токму така, едно е она што го споменавме земањето на микробиолошки брисеви, меѓутоа многу е важен и вагиналниот преглед. Ние гинеколозите сме должни во почеток на бременост да направиме и вагинален преглед и да видиме клинички што се случува, дали има некакви знаци за инфекција. Тоа е едно, значи како скрининг метода се земаат брисевите и се гледа клинички, некогаш и не мора да ги чекаме анализите од брисевите, туку може веднаш да започнеме со терапија доколку е клинички јасно дека има некаква инфекција. Од друга страна, може апсолутно да нема никакви знаци и да откриеме нешто на брисеви со микробиолошката анализа. И во тој случај, доколку се провлекува некаква патогена бактерија, да речеме, во текот на бременоста, на повеќе наврати во брисевите, најдобро е во комуникација со микробиологот кој што ги анализира брисевите да видиме можеби некогаш се работи за бактерија која што веќе е од домакинета кај жената, значи представува еден вид на нормална флора, а може да нема знаци за инфекција и за инфламација покрај тоа што таа бактерија е најдена, да речеме, во брисот. Меѓутоа, во текот на целата бременост, симптомите за кои што жената треба да побара совет од гинеколог да се направи преглед се чешање, пецкање во интимна регија, поинтензивен вагинален секрет со непријатен мирис, со променета боја. Вагиналниот секрет нормално се зголемува во текот на бременоста, не нешто поинтензивен од вообичаено, меѓутоа е белузлав, нема непријатен мирис, така да сите оние промени кои што жената ќе ги примети во однос на вагиналниот секрет се индикација да се јави кај својот гинеколог. Чешење, пецкање, како што спомена во интимна регија, некаква сукрвица, зачестено уринирање, па сега во најтешки случаи температура, грозница, болки, контракции, доколку се работи за понапредната бременост. Ето тоа се
симптоми, знаци за кои што треба да се побара помош од гинеколог. Да, но и овие се и општи препораки, односно за генерално сите жени, млади девојки во однос на тоа согледување на таквата промена, кое што треба да не замисли, односно треба да не алармира дека е веднаш време за консултација со доктор, иако сега зборуваме за бременоста како состојба и за инфекциите кои што се појавуваат во бременоста. 10:30 време е за кратка пауза, а потоа продолжуваме со нашата денешна тема. Продолжуваме со денешното средно издание за оваа недела на во Алфа ординација, а наша денешна тема за оние кои што подоцна се вклучуваат се инфекции во бременоста и нивниот третман. Во првиот дел од емисијата зборувавме и го ја објаснивме состојбата на бременост малку поопширно и за сите оние испитувања кои што се неопходни да се направат во текот на бременоста, кои што има 3 главни тримесечија и секој од нив се карактеризира со одредени испитувања, се со цел добро завршување на бременоста и се разбира здраво новороденче и добро здравје на самата мајка. На оваа тема денеска во Алфа ординација зборувам со доктор Корнелија Трајкова, специјалист гинеколог акушер од Аџбадем Систина, и веќе стигнавме до вториот дел на емисијата каде што ќе навлеземе повеќе во однос на самото испитување на инфекциите и што е најважно третманот или нивното третирање и кон крајот превенцијата, која што е исклучително важно и советите и препораките кои што докторите ги даваат. Но последователно на ова за кое што претходно зборувавме, завршивме со симптоматологијата, која што може да биде за некои инфекции карактеристична, за некои и не толку манифестирана, кога станува збор за важноста на откривањето на инфекциите и раната диагностика, испитувањето на истите и за микробиолошките тестови кои што се прават, споменавме на почетокот, но веројатно има нешто што е исто така значено до крајот на бременоста, а треба да се испочитува или да се примени, се разбира. Така. Како што споменавме, многу е важно доколку жената планира бременост да направи исследување уште пред бременоста, да ги направи овие вклучително и овие микробиолошки брисеви. Постојат и други анализи и на други бактерии, вирусолошки анализи кои што се испитуваат од крв и добро е да се советува бремената жена и уште пред бременост да го направи тој торч статус се вели, значи испитување на повеќе причинители на инфекции кои што исто така може да го загрозат текот на бременоста, доколку тоа не е направено пред бременост, како што споменавме на почетокот на бременост во првото тромесечие како скрининг за инфекции, детекција и на претечки инфекции, доколку има инфекција, таа се третира во текот на бременоста, се земаат дополнително микробиолошки брисеви, се прават клинички прегледи на бремената жена дали има се уште симптоми за инфекција. И она што е исто така интересно од аспект на микробиолошка анализа е пред крајот на бременоста, некаде помеѓу 34 и 36 гестацијска недела, повторно да се направат дел од овие микробиолошки анализи со цел да видиме дали родилниот канал е чист, дали има некои патогени бактерии кои што може да го загрозат животот на новороденчето во текот на поминувањето низ родилниот канал. Тоа ни е особено битно и токму затоа ги правиме овие анализи пред настапување на терминот на бременоста. Не се повторуваат сите микробиолошки брисеви, нема потреба да се повторува хламидија, уреаплазма, микоплазма, доколку нешто од тоа не се третирало и не се анализирало и следело во текот на бременоста. Треба да се земе повторно брис од вагина и од грлото на матката да се види дали има некакви патогени бактерии. И она што е интересно, во овој период се зема уште еден брис од влезот на вагината. Добро, тоа за нас гинекологите е поважно од каде точно се зема примерокот за анализа за присуство на група Б стрептокок. Тоа е практично бактерија која што е присутна според некои калкулации кај околу 30% од жените во дигестивниот тракт, односно во дебелото црево, како нормален, како дел од нормалната флора. Значи жената е носител на тој група Б стрептокок. Ние тоа го анализираме од аспект на важност за новороденчето, не и за мајката. Може да добиеме резултати уште од почеток на бременост дека жената е позитивна за група Б стрептокок, но прашање треба добра анализа да се направи за тоа колку таа бактерија треба да се третира од почеток на бременост. Зошто? Затоа што целта е да се детектира носителството на група Б стрептокок. Бактеријата не е патогена за мајката, меѓутоа е многу ризична за новороденчето, особено кај новороденчиња кои што ќе се родат пред време. Причинител е за
еден од најчестите причинители е за сепса, така да кај новороденчето, така да терапијата за оваа група без стрептокок ја даваме во текот на раѓањето. Значи, нема потреба жената да прима терапија доколку се детектира група без стрептокок во 36-та гестацијска недела на рутински скрининг на анализа. Битно е да го знаеме низиниот ГБС статус, велиме ние, и доколку е позитивна, веднаш кога ќе дојде во болница на породување, да ја даде таа информација, да го носи документот со себе, за да се започне веднаш со терапија, односно тоа се вели профилакса, се дава антибиотик за да се спречи инфекција, да дојде до преносна инфекција кај новороденчето. Зошто не се третира оваа бактерија во текот на бременоста, доколку се докаже само во тој бриз што е специфичен за група без стрептокок? Затоа што и да ја доколку ја третираме и да дадеме терапија кај мајката, повторно ќе се колонизира од дебелото црево после 2, 3, 4 недели, така да кога ќе земеме бриз ќе биде повторно позитивна. Исклучок на ова е доколку група без стрептокок се детектира во урината и доколку има висока концентрација на група без стрептокок во урина во тек на бременост, во тој случај треба да се третира и мајката. Уште на почетокот имаме случаи кога ваквиот стрептокок се детектира уште во 12-13 гестацијска седмица кај микробиолошка анализа на урина. Во тој случај треба да се даде терапија и да се следи понатаму, затоа што тогаш веќе постои ризик да дојде до инфекција уште во текот на бременоста. Бремените жени и оние кои што сакаат да станат мајки или се подготвуваат за одредена бременност, веќе знаат што е оно што треба да го направат и колку е важна раната дијагностика и редовните прегледи кои што треба да се направат и подготовката пред забременување во односно испитување и во текот на самата бременност. Но за жал се случуваат и има и примери и ситуации каде што може да се направи одреден пропуст, да постои одредена инфекција која што можеби нема симптоматологија или пак е недијагностицирана навремено или несоодветно третирана. Какви се последиците во ваквата ситуација или од ваквата состојба и по мајката и по плодот? Точно така е. Ние ги правиме сите овие анализи, меѓутоа има жени кои што не доаѓаат на редовни прегледи, има жени кои што доаѓаат постојано на редовни прегледи, водат апсолутно многу внимание за текот на бременоста, за превенција на инфекции, меѓутоа повторно може да се јави инфекција и може да има несакан исход. За жал, постојат состојби кои што и не можеме да ги откриеме. Тие може да имаат многу лоши последици за текот на бременоста. И затоа и ова е актуелна тема, особено од аспект дека инфекциите се секогаш и се уште број еден ризик фактор, односно причина за предвремено породување. А предвременото породување, и за касен абортус, за ран абортус, за касен абортус и за предвремено породување, а предвременото породување не само медицински, туку огромен социјален проблем, затоа што се трошат огромни средства. Прво, за анализи, за да најдеме начин, се прават испитувања со години наназад, за да се најде начин за превенција, да се намали барем колку е можно, минимално да се намали стапката на предвремено породување, но се чини за жал и во текот на изминатите години на толку средства вложени како сето тоа затапка во место со минимални некои поместувања. Добро, сега има многу и други ризик фактори, меѓутоа инфекциите, генито-уринарните инфекции ги толку обрнуваме внимание затоа што тоа е токму сметаме поле каде што може да се направи нешто. Има состојби каде што апсолутно медицината е немокна. Меѓутоа, ова е поле каде што сметаме дека може да се направи нешто и затоа се вложува толку напор, се бара начин да се детектираат на време инфекциите, но не секогаш е можно тоа. Има ситуации кога и брисевите се негативни, и клинички жената била добра, редовно следена, и повторно ќе се роди новороденче пак со некои знаци за конатална инфекција, што не можеме да знаеме од каде и како дошла. Меѓутоа, да ги направиме ние сите испитувања, да направиме напори, тоа да биде ризикот да се сведе на минимум. Да. И како што споменавме соодветниот третман или третирањето, доколку се лоцира или се појави позитивно одредена бактерија или инфекција, третманот е исклучително важен. Сега бидејќи се работи за, да речеме, состојба во која што исто така треба да се биде внимателни во однос на третманот, вие како доктори тоа се разбира најдобро го знаете, за тоа што треба жената да прима или како треба да се третира, бидејќи станува збор за ситуација каде што треба да се биде особено внимателен и за мајката, но што е уште поважно и за новороденчето или за плодот. Кога ќе се
открие одредена инфекција и во овие најчестите за кои што зборувавме, како се определува третманот, како понатака ќе се третира самата пациентка? Зависно за каков тип на инфекција се работи, може да се даде и локална терапија со вагинални таблетки, а некогаш е потребна и системска терапија. Ние точно знаеме кои лекови се безбедни во текот на бременоста. Секогаш е добро да се избегне употреба на било каков лек во текот на бременоста. Особено е важно до 12-та гестацијска недела, па и до 16-та периодот кога се формираат органите на плодот, затоа што токсичните ефекти од сите причинители од страна се најизразени во тој период и може да има несакан ефект понатаму. Добро е да го избегнеме првото тромесечие за давање на терапија, меѓутоа понатаму треба да се даде терапија, постојат лекови, антибиотици кои што се даваат во текот на бременост и се сметаат за безбедни. Постојат категоризации во светот, неколку категоризации на лекови, кои што ние најчесто ја користиме FDA категоризацијата на лекови, за колкав е ризикот во текот на бременост. Има точно определени категории, па дури некогаш и кога не ни е јасно за некој лек, дали колку е безбеден во бременост, се раководиме според тоа. Значи, точно се категоризирани лековите. За жал, нормално дека не постојат лекови кои што се тестирани на бремени жени, меѓутоа препораките за употреба на лековите се во текот на бременоста и за нивната безбедност се изведени врз основа на други анализи кои што се направени и постојат мноштво на лекови кои што се смета дека се безбедни во текот на бременоста и ние ги даваме со години наназад и се смета дека немаат никаков несакан ефект. Значи, треба да се направи точно проценка и не треба да се плашат бремените жени прво и од вагинален преглед, затоа што се уште има жени кои што сметаат дека вагиналниот преглед може сериозно да ја наруши бременоста, да дојде до краварење и така натаму. Не треба да се плашат и од вагинален преглед, и од земање брисеви, од сите редовни прегледи во текот на бременост и не треба да се плашат и треба да веруваат на својот гинеколог и кога ординира терапија. И сега има и една ситуација која што ќе ја споменеме, доколку е веројатно можеби важно последователно на ова на која што зборувавме, може да не се работи само за една инфекција, може да се работи и за повеќе или мешана или повеќе различни бактерии, како ќе биде постручно. Во тој случај колку се зголемува повеќе ризикот за компликации во текот на водењето на бременоста и во однос на третирањето на истата? Секоја дополнителна инфекција го зголемува ризикот во текот на бременоста. И она што е најстрашно да кажам за текот на бременоста е да не дојде до предвремени контракции, затоа што овие генитални инфекции го размекнуваат грлото на матката, водат до предвремени контракции, а најлоша варијанта е кога многу пред очекуваниот термин ќе дојде до прскање на воденикот и тука веќе немаме што да правиме, не можеме да ја стопираме и да се следува и да се продолжува бременоста, туку тоа е апсолутна индикација за завршување на бременост. Така да секоја инфекција ја комплицира дополнително бременоста. Колку од тебе вашето досегашно искуство од големиот број на се разбира жени кои што доаѓаат на своите редовни прегледи ги практикуваат, да речеме, во целост советите и препораките и оно што е во чекор, да кажеме, со современиот начин на третирање и сите оние производи кои што не се на располагање во однос на одржувањето на состојбата во текот на бременоста и на вагиналната флора, како што споминавме, но и за одбраната на нашиот организам во однос на сите оние надворешни фактори и влијанија кои што може да ги добиеме во тој период. Добро, за среќа апсолутно е зголемена многу свеста кај бремените жени за текот на бременоста, за потребните контроли. Во изминатите години наназад имало многу поголем број пациентки кои што биле и нетретирани, кои што доаѓале директно за породување, кои што правеле само 1 до 2 антенатални контроли и тогаш ризикот за несакан исход бил многу поголем. Меѓутоа со текот на годините наназад, со сето оние со медиумска покриеност, да кажам, за совети во текот на бременоста, за совети за репродуктивно здравје, за одржување на хигиено-диететски режими во текот на бременоста, свеста кај жените апсолутно е многу зголемена и многу голем процент од жените веќе ги прават редовните прегледи, ги слушаат препораките на гинеколози, следат многу работи и од интернет, сами читаат, па прашуваат и некои работи што прочитале, што можеби и немаат многу логика, меѓутоа тоа е вака,
сепак позитивно. Да. Пред да се префрлиме на превенцијата, која што исто така зазема важен дел и во нашата денешна тема, но и во целокупното следење и одржување на состојбата во бременост во добар ред. Бидејќи имаме време, можеме да ги споменеме оние, да речеме, што се издвојуваат како поважни прегледи, иако претпоставам дека кај вас не постои таква класификација, но во однос на самиот плод, прегледот кој што се прави во првото тромесечие, тоа е приската, веќе бремените жени тоа знаат, и во 23-та или 24-та недела тоа е скринингот за месечни Даунов синдром беше. Тоа е скрининг за морфолошки аномалии кај плодот, така, да. значи тие се трите неопходни ултразвучни прегледи. Сега нема многу корелација со денешната тема, бидејќи зборуваме за бременоста, може да ги споменеме. На почеток веќе со години наназад се стремиме кон тоа да колку е можно порано се откријат аномалии кај плодот, така да апсолутно е неопходен прегледот да се направи првиот скрининг преглед што се прави од 11-та гестацијска недела до 13 недели и 6 дена, кога се прави ултразвучен преглед, морфолошки се гледаат неколку конкретно маркери, да кажам, во тој период се гледа како морфолошки се развива плодот ултразвучно и доколку пациентката сака, може дополнително да се направи комплетен скрининг, кој што, она што спомнавте, Приска 1, тоа е и комерцијално име. Меѓутоа, се прават биохемиски анализи, анамнестички податоци од пациентката, софтвер постои кој што ги обработува овие анализи и добиваме еден резултат кој што представува практично калкулација на ризик, значи не е тоа диагностичка процедура, туку тоа е калкулација на ризик, колкав е ризикот да жената роди дете со конкретно со Даунов синдром или со некој од почестите хромозомски аномалии. Тоа е во прв триместар и сега врз основа на тоа ние советуваме понатаму што е потребно да се направи, дали има потреба од амниоцентеза, од кариотип да се направи кај плодот или слично. Вториот преглед, вториот скрининг преглед ултразвучен се прави во периодот од 18 до 22 гестацијски недели, најдобро меѓу 20 и 22 гестацијска недела, и тој представува скрининг за морфолошки аномалии кај плодот, значи детално веќе органите се развиени, детално се гледаат сите органи поединечно, се гледа дали постојат некои мајорни аномалии на плодот, значи тоа е повторно ултразвучна анализа. И постои уште еден скрининг во третиот триместар, кој што подразбира скрининг за интраутерин застој во растот. Го гледаме растот на плодот, гледаме некои повторно ултразвучни маркери, крвотокот, крвоснабдувањето на плодот и врз основа на тоа проценуваме колку постелката функционира нормално и колку целиот тој комплекс, односно целата таа фетоматернална единица е односно функцијата на постелката, растот на плодот, и гледаме доколку има некакви нарушувања, даваме соодветна терапија. Значи тоа се тие ултразвучни, трите скрининг ултразвучни прегледи во текот на бременоста. Да, само се потсетивме во кои што така. И ќе напоменам една работа, за сите прегледи кои што се предвидени во текот на бременоста, вклучително и ултразвучни, и микробиолошки, и земање на брисеви, и вагинални прегледи, жената треба да се советува, да знае точно која е целта на прегледот и таа да одлучи на крај дали ќе ги направи сите тие анализи. Меѓутоа, ние гинеколозите сме должни да ја советуваме кои се неопходни прегледи, а одлуката е повторно на бремената жена. И за секој преглед треба точно да знае која е целта на прегледот, за да што ќе правиме понатаму, доколку и советуваме да направи амниоцентеза или доколку советуваме да го направи тој скрининг за Даунов синдром во прв триместар, жената треба да знае која е целта и што би правеле понатаму во случај на ваков или онаков резултат. Да. И пак се навраќаме на тоа дека е исклучително важно, бидејќи на крајот веројатно крајниот збор го има самата жена, која што се наоѓа во таа блажена состојба или која е бремена, бидејќи таа го има крајниот збор. Сепак се навраќаме на тоа дека свесноста и информираноста е исклучително важна како понатака би се донале вистинските одлуки и како би имало крајен успешен резултат. Како се приближуваме и ние кон крајот на денешната емисија, ќе се задржиме на самата превенција. Она што е важно и од општа култура што го знаеме речиси сите е дека уште во текот на младоста или во текот на младите години секоја девојка, млада девојка, потоа и жена, е исклучително важно да ги прави тие редовни гинеколошки прегледи со цел одржување на добро здравје, но и се разбира тој континуитет на редовност и
хигиена, која што е исто така важно, понатака пак придонесува да се намали ризикот или пак доведување до поголеми проблеми, компликации или пак добивање на, да речеме, бактериски или други тип на инфекции кои што може да доведат до компликации. Тоа е еден совет и препорака во, да речеме, кој што треба да представува култура на живење или начин на живот. Но што останато би било вклучено како превентивна мерка во текот на добро водење на женско здравје, но и акцентирање исто така во текот на бременост како превенција. Значи, токму како што спомнавте, гинеколошките прегледи кај секоја жена која што ќе девојче, која што ќе почне со сексуални односи, треба да бидат култура на живење. Значи, треба да се практикува еднаш годишно да се направи гинеколошки преглед, за да се земе ПАП тест, да се направат дополнителни анализи доколку е потребно, ако е потребно и микробиолошки анализи, употреба на презерватив, апсолутно дека колку порано се започнува со сексуални односи, колку повеќе партнери се менуваат, не употреба на презерватив, значи незаштитени сексуални односи, се ризик за појава на инфекции кои што и tekako може да го загрозат животот понатаму, особено од аспект на репродуктивно здравје. Затоа што инфекции стегнати уште во млада, уште во порана возраст, односно кога ќе се почне со сексуални односи, може да бидат причина понатаму за неможност за забременување, за стерилитет, како што е хламидијата, која што не дава многу симптоми јасни, меѓутоа доколку е присутна, знаете како да направи проблем за понатаму за остварување на бременост и компликации па и во текот на бременоста. Така да апсолутно секоја млада девојка која што ќе започне со сексуални односи како дел од култура на живење треба да биде посета на гинеколог барем еднаш годишно, ако има потреба некогаш и почесто, меѓутоа еднаш годишно е доволно и да ги следи советите на гинекологот. Да. И тука мислам дека е добро да споменеме во однос на начин на живот и не можеме да го избегнеме стресното и динамично темпо на живење, а уште од млади години се соочуваме со тоа. Сепак некои работи кои што секогаш треба да ги имаме на ум, намалување на стресот кој што може да донесе исто до, да речеме, можеби и проблеми во текот на забременувањето или потешко забременување, но и изголемувањето на возрастната граница, што во минатото не било толку голем проблем, и правилниот и здравиот начин на исхрана. Нели? Тоа е исто дел од препораките. Сето тоа се фактори кои што може да го загрозат текот на бременоста и да дојде до несакан исход, така да нормално треба да се грижиме за своето и психичко и физичко здравје, да се практикува физичка активност, стресот да се намали колку што е тоа можно. Стресот е докажано дека делува дека има несакан ефект на сите. Да, и во однос на било која друга состојба или заболување која што може да се појави. Така да може да ги потенцира сите ризик фактори и да дојде до несакан ефект. Апсолутно. Да. Доктор Корилија, ви се заблагодарувам што бевте денеска заедно со мене и со нашите гледачи и ете имавме можност да ја обработиме оваа тема за инфекциите во бременоста и нивниот третман, кое што е исклучително важно и за идните мајки, за оние кои што се наоѓаат во оваа состојба, за оние кои што можеби им треба потсетување да се подготвуваат да бидат идни мајки и за особено важноста за тоа колку се важни испитувањата и пред бременоста, но и испитувањата во текот на бременоста, како и превенцијата која што секогаш е во првите три точки кои што ги ставаме секогаш, им даваме предност во текот на нашите секојдневни изданија со различна тема, која што докторите апелираат колку е важно да ја вклучиме превенцијата и да бидеме дисциплинирани во водењето на истата. Ќе ви посакам да имате пријатен работен ден и се разбира убав викенд, празничен, а ќе се видиме, се разбира, со вас во следна прилика и во следна емисија каде што ќе обработиме и друга тема. Ви благодарам за поканата уште еднаш, задоволство ми беше да бидам гостин во вашата емисија. Поздрав до вас и се разбира тука ќе ви се благодарам и на вас, нашите редовни гледачи, кои што сте секојдневно заедно со нас, следејќи ги секојдневните различни теми во Алфа Ординација. Истовремено ви се заблагодарувам и за вашите коментари кои што ги добиваме на социјалните мрежи, како и за секојдневните прашања на нашата Facebook страна. Продолжете и понатаму да не следите, веќе утре имаме нова тема, како и петочна тема, се разбира, за окружување на оваа недела. Ве оставам во добро расположение и се разбира со останатиот дел од програмата на Алфа. Веќе она што е следно е денешните содржини во летниот Алфаскоп, нешто што секојдневно го имам и верувам го очекувате. Поздрав од мене и се гледаме повторно утре.